Добар ден, ова е терминот за Агроисток во која донесуваме повеќе актуелни содржини од кои во најавата издвојуваме. 25 години од пропаѓањето на некогашниот земјоделски комбинат Црвена звезда. Како се случи, дали беше неизбежно неговото заминување во историјата? За ова и за други актуелности од разговорот со еден од некогашните директори Трендафил Атанасовски. Продолжува згаснувањето на водните заедници. Стечај за 3 во Виничко. Откупувачите на грозје со нови рокови за исплата на грозјето. Нови огласи за руралните средини. Ова се дел од содржините. Водните заедници беа формирани за да се стави ред во наводнувањето, но наместо тоа сведоци сме дека од нивното работење нема никакви ефекти. Ниту се подобри наплатата, ниту пак се подобри наводнувањето. Уште 3 водни заедници во Виничко заминуваат во стечај. Водните заедници во Виничко заминуваат во стечај. Отворена е стечајна постапка за 3 заедници во Виница, Истибање и Блатец, а во функција стапува ново формираното водостопанско предпријатие. Со најголем долг е водната заедница Виница Јакимово Лески со 1100 водокорисници, за која е отворена стечајна постапка за парично побарување во вкупен износ од 5.205.000 денари. Долг кој според досегашниот председател на управниот одбор Драган Илиев не е реален. Со истото тврдење и председателот на управниот одбор на водната заедница во село Истибање Методи Трајчев, во чија водна заедница е отворена стечајна постапка за парично побарување во износ од околу 1 милион денари. Тука е пресметана сумата на неплатен воден надомест кој се провлекува од 2005 година, но според Драги Илиев, 8 плати за вработените од водната заедница се неисплатени. 2015 година земјоделците во Виничко имаа релативно добра наводнителна сезона и наплатата не одеше толку тешко, а реалниот долг според мене е околу милион денари, се останато се камати и даноци, вели Илиев, кој правдата ќе ја докажува пред надлежните институции. Од новото акционерско друштво на водостопанство во Кочани пак децидни. Стечајот го препуштаат на стечајните управници, а земјоделците треба да бидат подготвени на теренот за предстојната сезона. Водните заедници се дадени во стечај сите, зборам не само на Виница, туку сите што се биле под Брегалница. Тоа се некаде околу 18 водни заедници, се во дадени под стечај, ги терат стечајни управници. Нашите екипи се излезени веќе на терен на 3 фронта. Првиот фронт е од Истибања, од селото, значи од западот кон селото, вториот е во Виница и третиот е Видовиште Мородбис. Би сакал да испратам апел до сите земјоделци и водокорисници наши да почнат со нивните припреми на земјоделските површини, за да како и секоја година да избегнеме оваа година со изненадување од секој вид ненадени последици, за да бидеме последни и ние, и тие, и било кој друг виновен. Планот за наводнување за предстојната сезона е веќе донесен. Започнува на 20 април. За Виница, Јакимово и Лески е планирано наводнување на 350 хектари површина, од кои 165 се под Орис, 65 се под Ченка, по 40 хектари се површини со овошни насади житарици, а останатите се други култури. Според најавите, висината на водниот надомест и 2016 останува иста – 850 денари за декар орис и 700 денари за сите останати култури. Новина за лозарите. Винариите и сите откупувачи од наредната сезона откупеното грозје ќе мора да го исплаќаат до јануари наместо до април. Ова е една од измените во Законот за вино што Собранието на Република Македонија го донесе во пакетот закони од областа на земјоделието. Измените, како што појасни заменик министерот за земјоделство Ванчо Костадиновски, произлегле од средбите со лозарите се направени на нивно барање. Винариите мора да го прифатат фактот дека оние кои сакаат да се занимаваат со производство на вино, мора да го почитуваат трудот на лозарите. Има околу 20.000 лозари и нивниот труд и мака мора да се цени, рече Костадиновски. Тој рок се скратува, нема да биде 30 април со новите донесени измени, туку ќе биде 31 јануари, што во значителна мера ќе овозможи да винариите или сите оние кои што сакаат да откупуваат. Доколку долгот не биде исполнет во законски утврдениот рок, тогаш винаријата е должна на доместокот од 10% од долгот да го исплати, а доколку не го стори тоа, ќе биде избришана од регистерот и нема да може да врши откуп на грозје.
Тема во емисијата, почитувани гледачи, е како се работеше порано во земјоделско-индустријскиот комбинат Црвена звезда. Неминовно ли беше неговото пропаѓање, каква е сегашнава структура на посевите и дали треба да се менува во полза на подоходовни? За ова од разговорот со еден од поранешните директори Трендафил Атанасовски. Добар ден и добре дојдовте во емисијата. Добар ден и добро ве најдов. На почетокот да ни кажете, вие работевте во комбинатот Црвена звезда. Како се работеше порано и дали мораше да дојде до пропаѓање на овој комбинат? Комбинатот Црвена звезда представуваше во вистинска смисла на зборот земјоделско-индустријски комбинат со развиено земјоделие, сточарство, овоштарство и лозарство, како и со развиени преработувачки индустријски капацитети. По моје мислење, ако имаше доволно и добра аграрна политика, не би требаше да дојде до распаѓање и на нашиот комбинат и на другите комбинати, затоа што земјоделските комбинати во земјата, во вкупната обработлива површина на Републиката, во комбинатите беше околу 20%, што тоа е незамарливо, или сточарството преку 90% беше во приватни раци, 10% во комбинат. Меѓутоа, како производители на вишок на производи на пазарот, земјоделско-индустријските комбинати беа главните носители на тоа производство. Да се вратиме сега во денешниот момент. Имаме нова распределба на земјиштето, имаме субвенции, имаме наводнување кое предизвикува реакции кај водокорисниците. Како го оценувате денешниот амбиент во агрокомплексот? По расходот на комбинат, или да речем по благо, по трансформацијата на агрокомплексот, остана голем дел површини кои са биле државна собственост или површини кои комбинатите ги купува со собствени средства за потребите на комбинат. И тоа земјоделско земјиште беше предмет на прераспределба на земјоделски корисници. Во таа работа не би сакал да се упуштам од и тоа представува политика, но мислам дека ако се водеше една добра аграрна политика, комбинатите можеше да обстанат, а и голем дел од индивидуалните собственици, бидејќи сум имал лични контакти со нив, кои требаше да се ја земат и да се ја повратат земјата, се согласува да остане во комбинатите и да користат или рента, или да бидат како учесници во формирањето на крајниот приход, доход и распределба на тај доход. Прашањето ми беше дали се создава нов амбиент за перспективно земјоделие? Во секој случај се создава нов амбиент, гледајќи ги ангажирањата на индивидуалните производители кои имат добиено земјиште, дека со голем елан и труд влагат за да створат нешто, мислам дека има. А мора да признаеме дека во тоа има доста и помош од државата преку субвенциите и преку доделување на разни поволности, прикупување на механизација, подигање на нови лозови насади и така натаму. Познато е дека со секоја нова наредна наводнувачка сезона се создава некој раздор меѓу земјоделците. Како беше порано кога вие го користевте хидросистемот Брегалница? Па видите, ако е направена нешто голема грешка, тоа е што хидросистемот се распредели по некои си задруги, каде немаше никаква организација. Водни заедници, мислите? Водни заедници, бидејќи тоа беа се луѓе волонтери, невработени и повеќе си гледаа својата работа отколкуту работата со хидросистемот. И мислам дека тука мора да се направат големи реформи и да се врати, ако можеш така да кажам, стариот систем на стопанисување со хидросистемите, затоа што сега постои еден прав хаос. Не се знае никога треба да се пушти водата, никога да се смени, нити се проводи некоја политика за форсирање на одредени култури кои ќе бидат подоходовни за да може системот за наводнување да биде поисплатлив од тоа што е. Дали се плаќаше водниот надоместок во ваше време?
бидејќи сега имаме информации дека некаде е нула наплатата, некаде е 10%, па аналогно на тоа се поставува и прашањето кој ќе го одржува тој хидросистем? Морам да признаем дека плаќањето на водниот надместок отсекогаш имал одредени проблеми, меѓутоа во тоа време можам да кажам дека преку 90% се измирува обврските према нас како водостопанска организација, Друштво за водоснабдување, а ние ги измирувавме сметките према водостопанство Брегалница Кочани. Така да немавме некои кој знае какви проблеми, бидејќи и управувањето со системот беше заедничко. Имавме централни управни органи, работнички совети и така натаму. Познато е дека Израел од пустина создаде оаза, а ние од оаза создаваме пустина со оглед на тоа што не ги користиме водните ресурси. Каква е перспективата во тој дел? Каде гледате? Дали сметате дека оваа структура на земјоделски култури е перспективна или пак треба да се менува? Во секој случај, структурата на производството треба да се менува од овие сега што се екстензивни култури, како што е пшеницата, јачменот, па може да кажем ченката е екстензивна култура, во интензивни култури, градинарски, фуражни и маслодајни, лековити билки и така натаму. Мора да профункционира во прв ред организацијата на системот за наводнување, затоа што за да се воведе одредена структура, градинарство, речем, треба порано вода за наводнување. Да се поставя систем капка по капка, што сега е многу поедноставен. Во времето ние имавме и опит, прв опит у Републиката на 21 хектар во 3 чешми, систем, француски систем капка по капка, каде за неколку пати е поголемо производството од тоа на лозов насип. Тоа треба да се искористи. Али треба водата да дојде на време. Ние на времето водата добивавме на 5 најкасно 10 април. А сега у јуни и јули, кога веќе вегетацијата е попарена сонцето. Градинарските култури завршиле, не може, на нив и треба за расадување, за поникнување, за други. И така да сакале не теле сведе се на овие култури кои што ги денеска имаме. Кажавте дека структурата треба да се менува. Порано, колку што се сеќавам, имаше и билкарство во рамките на комбинатот. Колку хектари, што се сееше? Ние во соработка со Алколит имавме во рамките на Алколит работна единица билкарство, на која ние издвојувавме околу 300 хектари обработлива површина за засејување на ароматични билки, нане, мелиса, коријандар, бел синап, камилица, чубрика, лавандула и други. Широк спектар на билки. Покрај тоа имавте и овој папавер диф афион, папавер брактеатум, кој требаше се одгледува на 300 хектари површина. Меѓутоа, инвестицијата... Што проект беше тоа? Како проект, да подсетиме? Инвестицијата која требаше да се изграде рафинеријата за екстракција на таа билка, на тај афион, пропадна, се прогласи како промашена инвестиција, а тоа во прв ред е била наменета Алкоит да изграде таква фабрика во Заир. Меѓутоа односите се нарушуваат и на место за Заир немаше кај да донесат. Ја донесо кај нас, бидејќи веќе имавме ние организирано производство на лековите билки и се удри и каменте мелници, се тоа. Се направи сушилница кај сушарата беше за овие лековите ароматичните билки. Сушиме нане, сушиме мелиса, сушиме чубрика, сушиме и други култури кои за потребите на Алколит. Меѓутоа пропадна тој проект? Пропадна проектот и пропадна производството на лековите ароматични билки. Лично, како човек кој ја познавате проблематиката,
кои култури ги преферирате овде на овите? Па, јас лично ги преферирам градинарските култури, лозарството. И И лозарство. лозарството како едни од најдоходовните во тоа време култури. Мислам дека и ден денеска градинарските и лозарството се едни од најпрофитабилните. Исто така тука и овоштарството, меѓутоа кај нас не секој вид на овоште добро успева, бидејќи имаме нестабилна клима, али вишната како перспективна култура беше доста атрактивна. Сината слива? Црната слива Одат. не сме ја имали, не може да кажам за неа, али еве вие култури. Бадемит исто така е доста перспективен како култура. Имавме 80 хектара бадеми во Лакавица, Да. подигнати од овие нови сорти мејки што се кршат едноставно што и дават високи приноси. А и климатските и почвените услови се идеални за поволни. бадемите, така. Поволни за одгледување на таа култура. И сега сосема за крај, каде ја гледате перспективата на аграрот овде во Овчеполието, не интересира? Па, у секој случај мора да се изврши преструктурирање. Во прв ред кон градинарските култури, лозарството и фуржите култури заради развој на другата дејност, сточарството. Сточарство. Сточарство, дали тоа крварство, дали свињарство, дали е овчарство и крварство и така натаму. Така да житните култури треба да бидат застапени само ради плодоред, а не да бидат основни носители Да не на бидат доминантни, така. структурата на производството на сега не комбинатите, него на индивидуалните производители. Вие, иако сте пензионер, претпоставувам, го посетувате вашиот имот во Долни Балван. Што имате насадено, еве вака, што одгледувате на вашата Па јас имам малку имот, се на се 13 декара. Ова година е насејано со јачмен. Значи, и вие сте еден од тие што Ако ги грешите, значи, што... ако и тепат земјоделство, џабе ќе загине. Така. Оти немам собствена механизација, се користам услуги од други. Меѓутоа мора да се одржава. Срамота е да таа површина 13 декара стои необработена. За интензивни култури, градинарски и тоа, треба ми повише време, повише ангажман, што годините не ми веќе дозволуват, а синус има друга работа, не го интересира земјоделие, така да... И благодарам на разговорот и да се видиме во некоја друга прилика. И јас ви благодарам на вниманието што ме поканивте да бидам гостин во вашата емисија. Од претходниот прилог слушнавме како било некогаш и како е сега во аграрот во Штипско. А сега се селиме во Кочани со прилог за пулсот на градскиот пазар, што го подготви колешката Тања Велкова. Колку е поголемо производството на овош и зеленчук, толку се пониски цените од кои производителите ни малку не се задоволни. Јаболката на пазарите се продаваше по цена од 30 денари за килограм. Многу сорти имаме. Ајдаре, чадел, златен делишес, црвен делишес, многу сорти имаме. Так. И како сте задоволни од производството? Береќат, имаме го годинава, береќат даде Господ, само цена нема годинава, тоа е. Чи имаме поќе роба, цената е пониска, тоа е. Колку е цената на јаболката? Па на пазар е од 3 за 100 до 10 денара на пазар. А домашната е 11 до 12 денара тука. Кажете ми колку може да се обстане од производство на јаболка? Ептен малку. Имаме кроење, скапо е кроењето, билките се скапи, ептен малку. Јаболка, компир, житарица, нешто. Како оди продажбата, како оди производството? Производството година, фала Богу, имаше доста, а продажбата тешка е. Нема откуп, слаба цена има, ама слаба цена. И тие што откупуваат не плаќаат пари на време. Или ќе ти излажат, или ич не дават. Колку имате јаболка? Јас имам околу 180 тона. Извезувате и надвор од Македонија или само во Македонија? Не само во Македонија, нешто дадов од домот овој златниот, тие ги зема за Русија. Тешко оди и откупот на оризот.
Производството многу тешко. Ние имаме откупно ризо многу тешко. Стое по амбарите на сите. Се дока не почне фабрики да откупуват, ние се мачиме тука. Около 200 вреки, ама цената е моментално. Лани беше 50, сега обещавани 40-17 денари арта. Субвенциите за 2014 година не ни изплатиха, за 2015 вземаме. Панакът, например, е 30 денари, малото лукче е 15, малото кромиче е 10, моркова 30 денари, бритвата 15 денари, магданозът 15 денари, имаме брокула 40 денари вързовче. Значи цените се померка на кочанските купувачи да бидат и тие задоволни. Во Кочанскиот крај има услови за органско производство, велат производителите на раноградинарски производи, но додаваат и тоа дека од она што го произведуваат и продаваат на пазарите, скоро и да не може да се помине месецот и да се обстане. Очекуваат и субвенции од владата. Ранка Георгиевска од Делчевското село Габрово е една од ретките во пијанечкиот крај која откако останала без работа одлучила среќата да си ја испроба во земјоделието. Да слушнеме како. Децата си купија сега ниви у Чифлико. Ние немаме многу имање, помалку. А децата си сега купија ниви и тие ниви сега 3 беме посадили со тикви по половина боб. И тоа боб многу успевија шарениво на суво. И сме задоволни. А од тиквите има најсметка деца. По 150, на посвојка доат макар 10 динара, мака пушиш 10 динара да речеш тоа е 40, после троши. За тиквите имаме сметка они се најисплатат. И свињата си раниме и семката си ја продадеме, дупло се исплати. А бобо си е боб, се не е забрање, ако го донесеш на чаршијата, тебе да го избереш. Па тикви, да ти не кажа, ама 5 приколици 6 на таа суа година докарааме. А семките колку ги продавате? Семките, јас не да се фала, сега ги продава по 200, а ја упремниот пат. Не да се фала, по 400 грама ги ставех, по 80, по 90 денара, ама семката кај извада ја дома, става ги вечер у една тепција и семката за пазаре си ги пробера се. Не само ги донеса да се на пазару. Семката си ја донеса квалитетна. На пазарот таксињата. С такси си доода. С такси си доода, а кога во времето де газдата дома, то караме со трактор, што па си оде на работа. Ама ми се најисплати со такси. Сега со такси е да си кренеш и празен, да си одиш да не одиш пешки, а не и багаж да ти откара за 40 динара, па да одиш пешки. Следуваат минути во кои ги пренесуваме советите и информациите од Агенцијата за поддршка на земјоделието. Овој пат да слушнеме какви огласи се објавени од програмата за рурални средини. Ова година веќе се распишаа 4 огласи, од кои еден е веќе поминат, а уште 3 се во тек. Огласот број 2 се однесува за подигање на лозови, овошни насади и набавка на добиток. Овој оглас се однесува на веќе направените трошоци за овие 3 мерки во 2015 година, каде што апликантите електронски достават барање за поврат на средствата. Тој оглас завршува до 29 февруари. Огласот број 3 е популарно наречен оглас за поддршка на млади земјоделци, трае до 3 март и е оглас за кој што владее најголем интерес. Моментално по овој оглас имаме околу 40 апликации направени и се очекува бројка да биде уште малку зголемена. Значи овој оглас се однесува за млади земјоделски стопанства кои што имаат ново земјоделско стопанство, не постаро од 18 месеци и нормално се млади по возраст. И третиот оглас кој што е актуелен и е во тек, тоа е огласот број 4, кој што оглас број 4 се однесува за пчеларите и овој оглас предвидува набавки на матици и пчеларска опрема, каде што кофинансирањето е во зависност од местоположбата на инвестицијата од 50, 55, 65 или 75%. За овој оглас исто така владее и добар интерес, бидејќи не е обврзувачко да биде земјоделското стопанство регистрирано, доволно само да биде пријавено во единствениот фарм регистер на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.
А сега се селиме во ветеринарната клиника во Штип со совети како да се постапува кога вашите домашни љубимци ќе се разболат од бронхопнеумонија. Че зборуваме за бронхопнеумонијата, поготово кај малите животни, кај кучињата и кај мачките, се манифестира со кашлање, со исфрлање на шлајм и најповеќе по повишената температура. Температурата достигнува негде 40-41 Целзиусов степен. Во колку не се третманира, проблемите се евидентни и лечењето, третманирањето иде потешко. Во колку се навреме донесе да треба да се преиде кон антибиотска терапија, во таков случај за 7 до 8 дена кучето се повраќа назад, што значи болеста се лекува. Не смеете да дозволете да стигне до степен да едноставно дојде запалението, да не може тоа практично и да дише, и во таква ситуација и е поскап третманот и е долготрајно, што значи ако треба 7 дена, во таква ситуација ќе треба 14 дена да третманираме. Оваа ситуација сега е во прилог повишената температура, а навечер намалена, односно ниска температура, и иде во прилог на тоа да во овој период имаме појава на воспаление, односно конкретно воспаление на белите дробови. Ова беше последниот прилог во денешното 26-то издание на Агроисток. Довидување до наредната седмица во истото време на Канал Плюс.